Утро, Ване, во ова линковско вклучување зборуваме за професијата која секојдневно им помага на луѓето во најранливите моменти од нивниот живот. Социјалните работници имаат клучна улога во поддршката на поединците, семејствата и заедницата, но истовремено се соочуваат и со бројни предизвици. За значењето на оваа значајна хумана професија, утрово во Македонија наутро разговараме со магистер Билјана Николовска-Трајановска, стручен социјален работник во јавната установа Детска градинка Бубамара. Билјана, добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата. Што за вас лично значи да се биде социјален работник и колку е важна оваа професија за општеството? Да се биде социјален работник навистина има големо значење, заради тоа што социјалните работници се оние профили кои што им помагаат на луѓето во животот. Социјалниот работник треба да знае активно да слуша, да наоѓа решение на проблемите на луѓето, се со цел да обезбеди еден подобар живот за нив. Социјалните работници ние работиме со различни категории на деца, семејства, стари лица, исто така и со различни проблеми со кои што, како што кажав, се соочуваат луѓето во животот. Навистина е благородна работа, хумана професија и да се биде социјален работник значи да се нуди континуирана поддршка на овие категории. Со какви предизвици се соочуваат социјалните работници во секојдневната работа? Односно, со какви предизвици се соочувате вие? Секој профил се соочува со различни предизвици, што значи тоа во зависност од институцијата во која што е вработен. Јас како социјален работник, конкретно во оваа детска градинка сум вработена, секојдневно се соочувам со различни предизвици, најчесто работам со ранливи категории на родители, деца кои што имаат потешкоти во развојот и нивните семејства, давам континуирана поддршка на оние кои што имаат некакви потешкоти и бараат помош од мене, советувам, нудам безрезервна хуманост доколку има потреба да се прави нека хумана акција и така натаму, така што мојата работа е динамична, интересна и никогаш не е иста. Билјана, кажете ми колку е важна раната поддршка и работа со децата и семејствата во рамките на институциите како што се градинката во која работите? Секогаш ова прашање го велам дека е најважно, заради тоа што од тука почнуваат да се градат личностите пред се децата. И ние како родители започнуваме да градиме од себе родител и треба навистина да учиме на оваа проблематика. Раната детекција и интервенција е многу важна и да не речам и најважна. И навистина треба сите да бидеме со широко отворени очи, стручни работници во детските градинки, па и во училиштата, да апелираме, да советуваме, да не дозволиме било каква ситуација да излезе од контрола. Едноставно треба да бидеме тука будни и навремено да го откриеме било кој проблем и ситуација. Сметате ли дека социјалната работа кај нас добива доволно внимание и поддршка од институциите и од јавноста? Сметам дека не. Мислам дека овој профил треба малку повеќе да се воздигне во нашата држава, поради тоа што веќе на друго ниво се многу поразвиени овие профили. Социјалната работа треба да се подигне и треба малку повеќе да размислуваме на оваа тема, да ја воздигнеме, но мислам дека и многу зависи од нас како личности, дека и ние како профили треба да се градиме, себе да се презентираме пред јавноста и да бидеме храбри, хумани и да чекориме напред кон успеси за нашето општество. И за крај на нашиот разговор, која порака би ја упатиле до граѓаните, но и младите кои размислуваат да ја изберат токму оваа професија? Не може секој да биде социјален работник. Јас би дала порака до оние кои што навистина се хумани, навистина се човечни и навистина се човекољупци, сакаат да работат хумана професија и е убаво да ја изберат доколку се пронаоѓаат во овие некои карактеристики што ги споменав, заради тоа што тука нема да застане нивната хуманост, туку тие ќе даваат многу голем акцент во нашето општество и треба убаво да размислат кога ќе бираат оваа професија, дали се спремни да чекорат храбро низ нивната професионална работа. Билјана, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро. Фала и на вас.
Утрово за тоа што значи социјалната работа, со какви предизвици се соочуваат социјалните работници, разговаравме со магистер Билјана Николовска-Трајановска.